Петто одделенката Софија Златаревска од основното училиште Климент Охридски од Прилеп го освои првото место во светот на меѓународниот надпревар или уште како што се нарекува Олимпијада за англиски јазик ХИПО во ново формираната категорија за пишување на есеи. Златаревска вели дека од секогаш го сакала англискиот јазик, а ова не и било прв пат да биде учесник на ХИПО, но за прв пат освојува награда. Првата година кога учествував, не влегов во полуфинале само за пола поен. Иако се чувствував тажно, сепак зедов храброст и реков дека додека не успеам нема да престанам да учествувам. Оваа година пак учествував во надпреварот ХИПО и пак не влегов во полуфинале за 1,5 бода. Пак бев малце тажна, ама и кога дознав дека сум прво место за есеи, сепак бев срекна. Есеите биле со тематика поврзана со искуствата на децата со учеството на ХИПО надпреварите. Целиот есеј на Златаревска е поврзан со Вања Ѓорѓиовски, исто така ученик од основното училиште Климент Охридски од Прилеп, кој што пак лани на овој надпревар го освои првото место на светското финале кое што се одржа во Рим, Италија. Ми даде мотивација за јас да не ако не поминам ова година, сепак имам секогаш друга година за да учествувам. За да тој ми беше скоро цел есеј беше дека тој ми беше мотивација за да учествувам. Незината менторка наставничката Зорица Трајановска особено е горда на овој успех на Златаревска. И целта на организаторите е да создадат книга со сите есеи од учесниците на ХИПО, кои што потоа ќе користат и на учениците и на наставниците за како наставно средство и за да се детектираат можеби позитивни, негативни искуства со надпреварот, па и да се види каде можеби учениците прават грешки да се насочат и да се работи во правец на подобрување на англискиот јазик. Со сите овие награди на светско ниво, основното училиште Климент Охридски од Прилеп докажува дека е вистински расадник за млади таленти кои што одлично го познаваат англискиот јазик. Сакам само да напоменам дека ова не е прва награда од светски ранг во училиштето. Претходно беше Вања, со неговиот успех во ХИПО од преку 70.000 ученици ширум светот кои се одржа во Италија. И со тоа радува фактот што станавме поим за јазици како училиште, а со тоа е и доказ дека имаме високо квалитетен кадар. Учениците од Климент Охридски ги собраа скоро сите награди и на општинскиот надпревар по англиски јазик кој што се одржа пред околу 3 недели.